Лекарскиот колегиум на ЈЗУ, Универзитетска клиника за дигестивна хирургија Скопје, најстрого го осудува говорот на омраза во јавноста искажан преку социјалните мрежи, портали, односно пишаните и електронските медиуми. Она што особено не загрижува е отсутство на реакција на новинари, на повиканите институции и истото да го спречат, осудат и санкционираат. Разбирајќи го незадоволството на граѓаните поради длабоко нарушената доверба, лекар, пациент сепак е неразбирив од наша страна повикот за линч на сите лекари. Загрозени сме од настанот кој се случи на 9-11 година, односно обидот за убиство на нашиот колега на неговото работно место и реакциите на јавност. Читаме се посилни повици за линч на лекарите и ширење на лажни информации за кои цврсто веруваме дека се невистините. Се деградираат професионалци кои со љубов и пожртвуваност ја работат својата хумана професија и отсутство на поддршка на вакви тешки моменти особено не повредува. Таквите реакции само го продлабочуваат јазот и никому нема да донесат добро, ниту пак водат кон некакво решение. Во таа насока, како израз на револт и разочараност, значи ова е револт, уште еднаш споменам, Лекарскиот колегиум на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија Скопје денеска едногласно одлучи дека во наредните 3 дена нема да се оперираат елективни случаи и да се вршат елективни амбулантски прегледи. Идните случаи соодветно ќе бидат згрижени, подпишано оскоро. Ова писмо е пратено и до министерство и затоа дојде и министерот. Значи дојде да праша до пратене до сите. Ние сме засегнати со ова, имаме и вербални, еве дури и писмени од колеги наши поддршка на овој став и треба да се тоа соопшти. Значи никој нас не приморува ни да оперираме, ни да не оперираме. Ние самите денеска тоа од едно квалификувано тело што се вика лекарски колегиум како израз на наш револт према целава состојба. Напротив, дури ни рекоа, ако спредно. Вчера се одвиваше нормално, овие 3 дена нема да се одвива програм за елективни случаи. Што значи тоа ќе се примаат само хитни случаи? Само хитни и ќе се оперираат и примаат и прегледуваат само хитни. А зошто беше министерот пред малку кај вас да разговара? Не, затоа што ние му го пративме ово писмо. И нормално човекот реагира и да се договориме околу организациони мафеот случај колеги барање како да се надминат состојбите, како да се надмина од организација на дежурство, од организација на обезбедување на зграда и така натаму. Дали ве поддржа и дали ви вети нешто од вашите барања? Апсолутно не поддржа и во голем дел од тие барања што ги сршиме. Добро, вие барате да не се генерализираат лекарите. Зошто вие новинарите ги генерализирате? Затоа што од 10 куќи, тоа е мој личен став, да се разбереме. Од 10 куќи со личен предмет, со личен овако, јас сум имал апсолутно негативни искуства. Вчера, да речеме, го апострофирате тоа, го спинувате проблемот, а не беше воопшто така. Демант нема. Кога ќе кажеме демант и вербално, и писмено, и секако, никој никогаш ништо не објави. Директоре, ние вчера имавме вашата страна на министра, смената во изминатите дни, ниту еден пациент не сними. Значи, постојано сте вие во фокусот, значи, вашиот став, вашите кажувања, вие објасните што било, ниту еден пациент не сними. Да кажеме, лошо е... Видите, тоа е веќе полемика може да е полемика, ја не мислам, значи, ова не е замислено како песен. Зошто не ги пуштивте новинарите во амфитеатарот, а сега не ги барате новинарите ви треба? Нема, нити сум бил во амфитеатар, нити знам зашто е, нити да коментирам. Јас само ве повикав да ви соопштам и ве молам да се држите до овој текст. Не, само уште едно прашање, вие имате програм, ќе оперирате? Вие лично? Се обративте ли до Советот за етика кога веќе ги спомнувате меѓунитот и постои тело специализирано кој се бави со тоа каде етичкиот кодекс се прекршен и професионалните стандарди во новинарство? Не. Зошто тогаш одите пред да се обратите до тоа тело со вашето генерално изјава? Јас ви реков, не можам да ви коментирам ништо повише од ова сообштение сега. Дали ќе продолжите нормално да функционирате или Веројатно.
Дали ова деловна форма на штрајк, можеме така да го степиме? Не, ова штрајкове е искажување револт, не е ни бойкот. Револт. Имате ли некои барања од министрот да разговарале? Па имаме организациони барања како да се од обезбедување на зграда, од начин на работење, од начин на водење позитивна кампања према нас. Например, вие имате само негативна кампања за нас и тоа е тоа. Ние имаме негативна кампања. Министрот Телеком. Молим? Вршил притисок министрот? Не да ни вршише притисок, него тој рече да оперираме. Јас реков да не оперираме. Јас реков ќе оперираме, а кога со некое тело стручно, легитимно, дали се вика синдикат, дали се вика комора, ќе донесеме некој став, тогаш има закон и постапка како да не се ова. Значи тој напротив ни рече ако сакате да не оперирате. Обратно е. Јас реков да се оперира, ја ќе да оперирам. Директоре, а на што се однесува вашиот револт кон некои медиуми? Трога, ве молам. А што со оние пациенти што ќе го изгубат превод за операција овие неколку дена? Ќе бидат дополнително згрижени? Вас не држава се губи, сега редовно мора да додиме во Ама не може возите со бойкот, Како ја да реагирам кога никој не реагира за мене? Како да го искажам невото? Тоа е тоа. Ама ние како да реагираме кога вие напаѓате генерално као фела? Не ме напаѓам, јас може на приватно да седнеме да разговараме. Може би сте не викнале вие нас тука треба Јас сме викнал да ви соопштам ова. И ви кажувам дека, еве, 24 сата не почина. Ама нема операција, ще барат хитно во Шопсова. Не може да оправда. Молим. Според законот за работни односи, ова е вид на крај. Не, ова е бойкот, ова е бойкот. Не коментирам ова е бойкот. Не може летни случаи се примат. Ако, не може да ги селектира, не може да ги селектира пациентите да се искат